Индустриите, автомобилите, домакинствата се најчестите загадувачи на воздухот, така сметаат граѓаните во Струмица. Зимата се уште не е дојдена, а деновиве загадувањето е очигледно. Струмичани се жалат дека загадувањето се чувствува во попладневните часови. Велат дека ситуацијата е загрижувачка. Мислите ли дека е загаден воздухот во Струмица? Па, средно. Така. Има по-загадени градове. А кој мислите дека се најчестите загадувачи? Па најчести загадувачи се прво возилата. Они се најчести загадувачи. Затоа што ги има најмногу. Никој не возе точок, никој не возе нешто што не е за загадување, него сите се коли дека треба и дека не треба одат. Мислам од тие птен загаден. Добра, а кои се најчестите загадувачи на воздухот? Ами автомобили све. Молим, загаден воздух во Струмица, загаден како не е загаден. За сега не усетим ништо, надоле гледам оти загадено нешто. А што Не. мислите, кои се најчести загадувачи? Најчесто кои се самиот димеш, што валиме огине сега многу чурлат веќе. Оти до некни немаше загадување. Сега има. Некни беше топло, не валаме шпоровето сега за това. Мислите ли дека е загаден воздухот во Струмица? Мислам, да. Што Да. мислите кои се најчестите загадувачи на воздухот? Мислам од тие гасовите од возилото. Бев во Прилеп и тука. Исто тоа го усеќа, викам дали сам у затворен просторија или отворен. Значи толку гасо имаше што едноставно не се дишиш. Ако гледаме сега по-модерно време и по-старо време, секој ше било на дрва. Па не е било загадено толку како сега. И сега оправдање наваѓа наводно дрвата, не е тоа точно. Синоќа околу 23 часот на апликацијата Мој воздух беа измерени околу 200 микрограми на штетните PM10 честички. И пулмолозите алармираат на загадувањето на воздухот кое е опасност за дишните патишта. Велат дека загадениот воздух не ги засега само белите дробови. Инциденцата покажува и заболување од карцином како и други болести кај речиси цела популација.